Кооперативното биро за урбанизам и архитектура со седиште во Женева ја изработи студијата за зимскиот спортско-рекреативен центар, што ќе биде кај селото Нижополе, оддалечено од Битола само 8 до 9 километри. Во него се сливаат сите смучарски патеки, почнувајќи од оние за почетниците, па се до резервираните за врвните мајстори на овој спорт. Со постојните 3 извонредни патеки за спуст, што е реткост и за најубавите европски центри, во ист момент на снег ќе се најдат 25.000 смучари, бројка што е приближно еднаква на капацитетите во Швајцарија. Целиот овој комплекс со епитетот македонски убавец на посетителите ќе им го покаже своето вистинско руво. Стручњаците од Франција и Швајцарија по снимањето на овој терен рекоа: кога би сакал човек да моделира училишен пример за центар на зимски спортови, не би бил во состојба тоа да го направи толку идеално како природата на Пелистер. Пелистер е планина со ретки природни убавини. За битолчаните е своевидна гордост. Било каде да сретнете битолчанец, во воз, автобус, на море или езеро, далеко од Битола, разговорот ненаметливо ќе го сврти кон убавата планина. Може би ќе почне. Над нашиот град високо се издигнува планина. Секако сте слушнале за неа. Да, планината се вика Пелистер. Не знам право да ви кажам кога е поубава, зиме или лете. Лете искитена со зеленило, а зиме со снежно белило и личи на планина од сказните. Ако само еднаш човек зачекори, ќе стане се почес нејзин гостин. Да, таква е нашата планина. На крајот пак ќе ве покани ненаметливо да ја посетите чудесно убавата планина. Може би и вие понесени од раскажувањето на вашиот сопатник, еден ден ќе тргнете кон планината по кривиот пат што минува низ селата Трново и Магарево. Ако пак е сабота или недела, колоната автомобили ќе биде недогледна. Не само автомобилите брзаат кон боровата шума, туку и младите и постарите под товарот на ранците брзаат кон свежиот планински воздух. Нив сите ги мами планинава со своите убавини и своите таинственности. Планинарската традиција на Пелистер датира уште од пред Првата светска војна. Иницијатори за планинарење биле битолските професори и нивните ученици. Овде, уште во 1928 година, беше подигнат санаториум за закрепнување на изнемоштените, а сега ова мирно катче од над 1200 метри надморска височина е омилено летувалиште на децата. По завршувањето на учебната година и на зимскиот распуст, летувалиштето оживува, а тогаш детската смеа и игра се разнесуваат далеку низ планинската шир. Името на планината Пелистер најверојатно доаѓа од името на моликата Пинус Пеуце,
koja poradi kitki od Петлисја, питалите на некои подпелистерски села порано, посеќавањето на старите луѓе, ја викале Петлистер. Името Перистер во подпелистерските села не се среќава. Тоа е забележано само во литературата и доаѓа од грчкиот збор перистери, што значи гулаб. Пелистер е составен дел на родопскиот планински систем кој се протега во јужниот дел на Балканскиот полуостров и тоа во Бугарија, Грција и Југославија. Пелистер се наоѓа меѓу Преспанското езеро на запад и Пелагониската котлина на исток. Со својот поголем дел, со околу 450 квадратни километри, се наоѓа на југословенската територија, а кон југ завршува во Грција. Собранието на Македонија во 1948 година Пелистер го прогласи за национален парк. Во 1969 година, по повод 130 годишнината од откривањето на моликата, Универзитетот Кирил и Методи од Скопје и Националниот парк Пелистер организираа меѓународен симпозиум за моликата. Во знак на сеќавање на Август Гизебах и научниот симпозиум за моликата, на ова место е поставена спомен плоча. Површината на Националниот парк Пелистер изнесува 10.400 хектари. Основен мотив за прогласување на национален парк на овој предел на планината беше моликата. Познатиот германски ботаничар во минатиот век Август Гисебах во 1830 година, патувајќи низ Румелија со полн младешки ентузијазам, се качува на Пелистер, каде што ја наоѓа моликата, втор петигличен бор во Европа, покрај Пинус цембра од Алпите и Карпатите. Гисебах ја збогатил науката, особено систематиката со нови растенија. Тој се смета за еден од основачите на фитогеографијата како наука. Ова вонредно значајна флористичка особеност, моликата, е представник на петоигличестите борови. Моликата е ендемичен бор на Балканскиот полуостров. Се среќава во Црна Гора, Србија, Бугарија и Албанија. Чисто моликови насади во овој парк се на површина нешто повеќе од 1100 хектари. Почнува автохтоно да расте од 1100 метри надморска височина па се до 2200 метри. Моликата се карактеризира со добар растеж, со чисти и полнодравни стебла, со височина од 26 до 30 метри при возраст од 100 до 120 години, а во горната граница на субалпскиот појас достигнува височина само до 10 метри. За моликовата шума на Пелистер е карактеристично што таа сега нема стебла кои се многу постари од 100 години. Според тоа, одвај можат да се најдат траги од оние популации на моликата што во 1839 година ги видел Гизебах.
Сега сме сведоци на брзо зголемување на површината со моликови насади. Во горскиот и подгорскиот појас таа ги зарастува папратниците, а во супалпскиот навлегува во планинските пасишта. Навлегувањето на моликовата шума во планинските пасишта може да се толкува како повторно враќање на пространствата од кои таа порано била уништена. Вегетационите карактеристики на Пелистер ја покажуваат моликата како вид со широк еколошки ареал. Тоа е изразено пред се во големата височинска амплитуда, а исто така и во низината аклиматизација на посуви почви во споредба со елата од истиот планински масив. Моликовата шума на Пелистер припаѓа на групата ацидофилни иглолисни шуми заедно со оние на белиот и црниот бор, кои се надвор од подрачјето на смрчата. Во моликовата шума на Пелистер се застапени две групи моликови заедници кои еколошки и флористички јасно се разликуваат. Едната е со термофилен карактер и го зафаќа подолниот појас на моликовата шума, а физиономски е карактеризирана со папрат. Втората го зафаќа повисокиот појас на шумата се до незината горна граница, што е помешана со боровинките. Пелистер е силикатна планина, изградена претежно од гнојсеви и гранит. Сосема е честа појавата матичната карпа да излегува на површината, а со зголемувањето на надморската височина тоа станува се поизразено, така што во супалпскиот дел тоа е редовна појава.
Na padините на Пелистер, меѓу 1300 и 2200 метри височина, често се гледаат огромни количества блокови и фрактури на карпи со различен гранулометриски состав, широко распространети и хаотично расфрлени. Со нив не изобилува само гребенот на Пелистер, туку и поширокото планинско подрачје околу него. Овие камени реки, така наречени морени, познато е дека се појавиле како резултат на механичкото распаѓање на карпите и се движат незабележливо под дејство на земјината тежа и на притисокот што го вршат меѓу себе карпите. За движењето на морените во правец на подножјето придонесува и стрмната конфигурација на планината. Од глацијално потекло се двете пелистерски очи. Големото езеро е на надморска височина од 2218 метри со површина од 4,20 хектари и длабочина од над 25 метри. Езерската вода е бистра и прозирна. Меѓутоа, на западниот брег водата е темна. Темната боја на водата е од сивите карпи што се на дното на езерото. Во врска со ова постои легенда. Еден стопан од Маловишта имал главено момок за чување на овците дури од воден Егејска Македонија. Додека момокот ги пасел овците покрај езерото, едната од нив му паднала во езерото и ја снемало. Кога момокот за велик ден отишол во воден кај татка си, ја видел обесена на воденицата кожата од овцата што му паднала во езерото. Од татко му разбрал дека овцата излегла во јазот на воденицата. Со татка си се договориле да му праќа заклани овци, а тој да ги пречекува во воденицата. Синот колел овци, ги виткал во кожата, ги фрлал во езерото, а татко му ги дочекувал во воденицата. Стопанот забележал дека стадото од ден на ден се намалува. Еден ден, кога видел што прави неговиот момок, го заклал, го завиткал во овча кожа и го фрлил во езерото. Воденичарот во воден, место овца, во кожата го нашол својот син. Легендава е резултат на верувањето дека водата од големото езеро истекува во воден. На источната страна од езерото е изграден убав планинарски дом.
što bleska od vrbe езера. На 2 километра од големото езеро на надморска височина од 2180 метри и површина од 0,76 хектари е бистрото мало езеро со длабочина од 10 метри. Mesečni zrak nad temni gori nosat vedrini. На надморска височина од 2400 метри почнуваат високите планински пасишта. Карактеристично за овие пасишта е тоа што имаат краток вегетационен период, проследен со ниски температури и силни ветрови. Преку летниот и есенскиот период пасиштата се полни со стада овци. Во овој регион среќаваме големи плантажи од боровинки со црни, вкусни и богати со витамини плодови. Над малото езеро високо се издига врвот Пелистер со височина од 2601 метар. На самиот врв е изградена телевизиска релејна кула. Врвот ни овозможува прекрасна гледка на планината Пелистер, на Пеладониската рамнина. На Преспанското езеро и Преспа,